Благодарам заменик председавач. Реакција и до вас, но и до координаторот на пратеничката група на СДСМ, дека кога се оддалечувате од темата, прво вие треба да го помените и тој да пристане. Затоа сакам да укажам на следното. Ова е тоа владење без приоритети. И како поминува време, еве во знак на зелената агенда, таман вчера прифатија некои амандмани во делот на зелената агенда и викам добро е, тргна работава. Денеска контното. Како поминува време, вашата коалиција некако се повеќе квалификации добива. Денеска сватив дека имате на некој начин коалиција и од љубов од принуда. Односно, или љубов од изнуда вие коалицијава, зошто во различни ситуации може различно да се протолкува. Не ви е прв пат да одбивате амандмани на ваша коалициона партнерка и тоа всушност што значи? Дека прво сте неприкосновен во спинување, какви што сте како партија. За жал, за спин мајстори невидени сте. Ако за друго не ве бива, неприкосновени сте за спин вести вадење. Значи, низ вода си ги пуштате на овој начин со негласање на амандман од коалиционен партнер, своите коалициони партнери. До пред некој ден молчевте овдека во знак на тага по вашиот лидер кој заминува и сте во агонија по него, ама затоа сега велите заради нас нема да го гласате овој амандман. Па добре, еве ајде да почнеме со ред. Има ли авионов пилот? Очигледно нема. Во претходниот амандман на колегата Љупчо Пренџов одбивте 50 милиони денари за зголемување на буџетот за инспекторат за животна средина. А вака да ве потсетам, кога истекоа железни оксиди, отровни, немаше на увид инспектори да излезат од инспекторатот за животна средина. Ете, на тој начин вие реформиравте јавната администрација. Како ја реформиравте? Со тоа што ја направивте поголема од македонската армија, односно зголемувавте на ангро што велат. Претходно во 2019, да ве потсетам само, товарни возила од Министерството за земјоделие пренаменивте во возила за итна помош. Па тие доктори и сестри што се возеа во тие возила велеа кога ќе излезеш од тие возила, ќе излезеш болен и медицинскиот персонал излегува болни, затоа што има скроз други карактеристики и многу повеќе пари чини пренамената на тие возила. Вие така всушност владеете без приоритети. Значи во знак на зелените агенди немате пари за напредување на животната средина, ама еве затоа во Министерството за животна средина имате зголемување од 7500% за разни трансфери, односно за вработување. Значи, ако владеевте со приоритети, сега повторно спинувате дека колегата рекол дека треба 8 вакви возила. Па требаше да се отарасите од Мерцедесот, ама како што нема бројчаник на триумфална капија, бројчаникот на Мерцедесот го превртевте од возење. И сега вие ќе зборувате. Значи, за да си ја покриете вашата неспособност или некреативност во одредување на приоритети на проектите кои што се за граѓаните и кои што се за жал од народните пари, вие овдека полтронски се однесувате и неодговорно према граѓаните. Можеме процедурално да тераме, но како во знаките за интерес на граѓаните, како последен ден од амандманската расправа, јас мислев достоинствено ќе се заврши, но верувајте дека ваквото однесување ваше нас ни одговара. Затоа што и следните избори ќе паднете, ама никако не одговара на граѓаните. Благодарам. Ви благодарам јас на вас. Повелете за